Значи пред сатот што мери вода се приклучуваат и после вадат дворови. И сега во лето излегувате, значи излегуваме надвор во град, гледаме сите во што се случува во Струга. Си ги вадат плочниците, си ги вадат бекатон плочките, а луѓето на втори на трети спрат немаат вода, не може да одат во тоалет. Мислам, тоа е срамота, тоа е недозволиво. Па во 21 век живееме. Тоа мора да го спречиме. Дали е тоа проблем да се спречи? Не бараме одење на Марс, нели? Како што викате вие, тие се бараме едноставни работи кои што може да се решат со дигитализација и комуналната полиција е тука. Тогаш мора во соработка со МВР и во соработка со комуналната полиција дивите приклучици се отстранат. Од друга страна, имам план да воведам 3 нивоа на плаќање на вода. Прво се однесува според европскиот просек потребни се мислам дека 3 кубици вода за еден човек, значи за фамилија од 4 луѓе тоа се 12 кубици вода. Таа би била со некоја минимална сума. Втората категорија ќе биде некоја нормална потрошувачка малце позголемена од таа и третата категорија ќе биде екстрени потрошувачи кои имаат своји базени, кои што сакаат да наводнуваат плочници и бекатон плочки, па тогаш нека повелат, нека платат. Нема никаков проблем, меѓутоа нема да има диви приклучоци. Тие ќе бидат преку главната мрежа, нека трошат вода колку сакаат, но за тоа ќе касираат во самата општина. Доколку овој проект се оствари, јас имам направена економска пресметка, мислам дека ќе може да им дозволиме и да им овозможиме на најсиромашните жители на општина Струга и на пензионерите кои земаат минимални пензии, буквално бесплатно